За шарената револуција, за законот за амнестија, за уставните измени разговарам со пратеникот Павле Богоевски. Богоевски, благодарам што ја прифати мојата покана за овој разговор. На почеток ќе почнеме со она што се случуваше кога председателот Ѓорѓе Иванов прогласи амнестија. Се случи шарена Македонија. Сите институции беа исфарбани, имаше протести. Сега се носи закон за амнестија, да се амнестираат оние кои учествуваа во немирите на 27 април минатата година во собранието, и вие сте токму еден од предлагачите на тој закон за амнестија. Бројни реакции, бројни критики упатени на ваше конто. Очекувано, и се претпоставуваше што сам почнав дека критиките ќе бидат така. Ама воопшто нема се согласам дека паралелата ви држи помеѓу чекорот што го направи Ѓорѓе Иванов во 2016 година и законот за амнестија кој што го донесовме ние сега. Разликите се бројни, разликите се клучни. Прво, начинот на кој што човекот кој за жал се уште не е претседател го направи тоа, направи едно неселективно ослободување од прогон, со што не само што спречи луѓето кои што направиле криминал да одговараат, туку и спречи за секогаш нашите институции да дознаат вистината што точно се случило. Тоа што сега се направи беше внимателно и прецизно утврдување на тоа чии постапки од 27 можат да потпаднат под капата на процесот што е наречен помирување, а за чии постапки од 27 без оглед на цената која што се поставува, не може да има простување, не може да има ослободување од одговорност. И на крајот основната цел е многу различна. Основната цел е тоа што ја прави разликата. Целта на чекорот што го презема Ѓорѓе Иванов беше ослободување од одговорност на цела мафијашка структура, на цело злосторничко здружение, а целта која што сега се презема со законот за амнестија, кој што е дел од процесот на помирување, е отварање на вратите кон нашите евроатлантски процеси. Ги амнестирате оние кои ги отворија вратите на 27 април, кои дозволија на толпата да влезе, ги отвараат вратите кон процесот. Бројни критики за тоа упатени на ваша сметка, дека токму вие како предлагач на тој закон ги амнестирате, и при тоа нели во членовите од законот се вели дека ќе бидат амнестирани и оние кои не учествувале во насилства во собранието. Значи границата која што е направена е клучната тука. Видете, уште од моментот кога се расправаше за потребата од расправање по уставни мазмани, кога првиот пат ни требаше 80 гласови, премиерот во своето воведно излагање ја подаде раката за помирување. Уште од тогаш беше јасно дека ќе започнат одредени процеси кои што ќе резултираат со ваква или слична завршница. Причината зашто јас лично сум поднесувач, предлагач на законот, е бидејќи кога тоа стана јасно, јас едноставно не можев да седам од страна и да дозволам тој процес да се одвива без, јас лично да бидам сигурен дека ќе биде завршено со најмало можно задирање во тоа што значи правна држава, во тоа што значи владење на правото, а при тоа да имаме целта. Видете, нема поента да се лажеме и да се убедуваме дека законот за амнестија кој што беше донесен на никаков начин не подрива правната држава или пак не ги подрива принципите на владење на правото, да ги подрива. Значи луѓе кои што инаку би одговарале, ние со политички акт, со акт на амнестија, со носење на закон, ги ослободивме од одговорност. Разликата е зошто го правиме тоа. Разликата е начинот на кој што го правиме тоа. Дали тоа се прави како што беше правено претходно, на пример, кога претходната власт ќе сакаше да ослободи некој од прогон, едноставно ги подриваше судските постапки или така натаму, или се прави на еден начин преку институциите, како што се направи сега. Имате во предвид дека мислам 95 пратеници, ако не се лажам, 95 гласа за. 95 пратеници гласа за 95 гласови и одлука на еден човек. Не се исто, без разлика што тој еден е председател, а овие 95 се пратеници. Но не е ли со законот мешање на власта во судството? Не го правите ли тоа? Не, овака сега, значи. Собранието има уставно овластување да дава амнестија за ваков тип на случаи. Случајот со Ѓорѓе Иванов кој беше во 2016, ако се сеќавате неколку месеци претходно, Уставниот суд му ги симна ограничувањата кои што претходно постоја во законот за да го направи тоа. Значи тоа беше резултат на долга кампања каде што прво се тргнаа пречките, после тоа се презема тоа што се презема со цел да се ослободи злосторничко здружение од прогон. Ништо повеќе. Ние овде ги искористивме властувањата кои што собранието ги има со устав, кои што ги има со закон, за да постигнеме политичка цел која што за мене со право сметавме дека е повисока од тоа што го губиме во случај. А дека ништо не се губи, јас нема видам тој што ќе ви го кажат. Печатокот кој се создава во јавноста е дека законот за амнестија е всушност плод на политички пазарења за обезбедување на двотретинско мнозинство за уставни измени. Законот за амнестија е плод на работата на телото за помирување.
телото за помирување и работата беше барање на осумината пратеници кои што ја дадоа поддршката за уставот. Дали ќе употребите зборот пазар или ќе употребите зборот политички преговори, тоа е. Значи нема заобиколување на вистината. 8 луѓе кога одлучија да гласаат за уставот, има список на барања кои што утре дента го објавија во медиуми. Едниот беше ургирање во амандманите да се заштити националниот идентитет, другиот беше формирање на работна група за помирување и третиот мислам дека беше на некоја си агенда за реформски закони која што сега дојде во работното тело за помирување. Тие услови се беа кажани од сам почеток. Значи, дали вие ќе го употребите зборот пазар или јас ќе го употребам зборот политички преговори, се однесува на истиот процес. Тоа беше доаѓање до заедничка средина со цел Република Македонија да стане земја членка на Европската унија и земја членка на НАТО. Дали ви е зацементирано двотретинското мнозинство за уставни измени? Се дека не гласаат, не можеме да кажеме сигурно, само јас верувам. Веруваш дека ќе помине на 15-ти? Верувам. До 15 јануари се очекувањата дека ќе помине. Може ли да има правда без мир? Односно да има мир без правда, да. На долг рок не. Никогаш не може да има мир без правда. И повторувам, свесен сум дека законот чиј што предлагаш сум јас представува закон со кој што се задирува во правната држава, во владењето на правата, па дури и во работата на судовите. Ама не е противправно задирање, бидејќи имаме законско властување за ова. И јас верувам дека ова нема биде тренд кој што ќе води до тоа стварно да нема правда во Република Македонија. На крајот на денот, според моите пресметки, според моите први пресметки, овој закон ќе опфати 10 до 12 луѓе. Неправдата што би постоела доколку тие до 10 до 12 луѓе се ослободени од прогон, визави цената што ние како држава би ја платиле ако децении после ова останеме надвор од Европската унија и НАТО, мислам дека прави математика сама за себе што е повредно, што не е. И повторувам, да не се разбереме погрешно, во ниту еден момент не станува збор дека ова е чекор кој што сме го преземале од чиста мира бидејќи сме сакале да го преземеме. Реалноста е таква, околностите на маса на таква, политиката и умешност на возможното. Со тоа можевме да работиме, со тоа работевме, тоа е производот кој што го добивме. Јас ги сваќам реакциите од јавноста кои што ги зборувате вие. Наискрено не очекувам поинакви реакции. Од луѓе кои што се активисти, од луѓе кои што работат во човекови права, од моите соборци од шарената револуција, јас не очекувам поинаков став, освен противење, критикување и дури и одвратност од ваквото законско решение. Ама исто така верувам дека како што ќе помине времето, ќе се види дека цената што е дадена, чекорот што е направен, е исплатлив на сметка на тоа што очекуваме како држава да го добиеме во поглед на нашите витални стратешки интереси за членување во Европската унија и НАТО. Пораката на шарената револуција која се испраќаше беше нема правда, нема мир. Дали со законот за амнестија се руши она што се испрати, односно она за што се бореше шарената револуција, се руши како кула од карта? Не верувам. Ни најмалку дека се руши она за што се бореше шарената револуција, бидејќи принципот, еден од основните принципи цели на шарената револуција беше злоупотребата на власт. Овде власта не е злоупотребена. Значи овде имаме, како што спомнав претходно, искористување на законски дадени овластувања. Целта која што се сакаше да се постигне со овој закон беше однапред јасна. Значи немаме злоупотреба на власт. Имаме преземање на политички чекор и преземање на одговорност за тој чекор. Впрочем, затоа сум и тука со ова, си го давам овој интервју. На сметка на тоа што сакаме да го постигнеме. Ви благодарам за овој разговор. Верувам дека одговоривме на голем дел од прашањата, особено по носењето на законот за амнестија и дека одговоривте на сите оние критики кои беа упатени кон вас. Има уште многу критики, ама имаме време, се надевам ќе имаме прилика да дискутираме. Ви благодарам за можноста.